Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во вечерашното издание Гласот на народот. Во интерес на времето, бидејќи имам прекрасни соговорници, ќе зборам помалку, но секако не можам да изоставам таа моја рубрика, која ја знаете овие 26 години, речеси, на срце ми лежи, на душа ми тежи, тоа е тој мој коментар. Еве спроти утрешната Великденска задушница или денот на починатите, кој инцидира со денот на Свети Трифун, но како и да е, ќе ми дозволите да почнам толку за тие што не ги изгубивме, тие замина од овој привремен живот, бидејќи нивниот дух, нивниот тие никош не згаснува. Но дали ќе згасне лошиот дух на лошите луѓе, кои дефинитивно ни најмалку немаат чувство, сентимент, емпатија кон тие што ги испратија не по Божија волја, ги испратија по нивна волја. Зошто? Затоа што само Господ може да го даде животот и тој ќе го земе. Или учените, да речам, он на себе, јас сум припрос, да речам, скромен и ќе речам човек кој така го нарекува. Но, еве да речам, луѓето кои велат дека космосот, енергијата го прифаќам. Меѓутоа и енергијата е таа што треба да го плати да биде вистинскиот судец, овај судија. Така господинот Сашко Кедев, се сеќавате, вели Слободане, немој да мислиш дека нема да биде Ѓорѓи мислам да ја плати некој цената или да биде да застане неговиот случај пред судот, ќе застане пред природата и никош природата не сгрешува, нема да сгреши. Но овој пат, почитувани, грешат сите тие што мислат дека по заминувањето на Ѓорги, дека ќе бидат амнестирани и ќе си живеат нормално. Секогаш, верувајте ми, секогаш ќе ве прати таа мора. Не сакам да звучам многу неедуцирано, меѓутоа искрено татковски велам. Мечиното млеко лекува, татковата клетва утепува. Нема да ви се заканам со клетви, но навистина посвеста моја тоа ви го прави. Зошто ви го прави? Бидејќи немате чувство, прво етичко, морално, лекарско, да застанете и да речете да, сгрешивме, простите, примите сочувство. Тоа никош нема се деси. Никош нема да се случи. Но овој пат, навистина барам од државата, Република Македонија, ми вели еден пријател Слободан, можеш да направиш ексцес, да направиш внимание, врева, па да те прашат новинарите. Да, вие, драги мои колеги, кои додовте пред година дена, да изразите сочувство, да го испратиме Ѓорги. Ниеден не се јави. Ниеден не се јави да рече, како новинар, како јас, што застанав 2001, јас застанав, никој друг, за киндапираните од непроштено 12, за масакрираните во кои учествувал, не знам така зборот, и Талат Џефери, дезертерот, така го викате вие, од ЈНА па беше во УЧК, учествувал во твој ембаш, во таа засета, 10 волци беа масакрирани. Ни варварите тоа не го правеа. И јас отидов кај Карадал де Понте. А можев да не одам. Еве да бидам новинар фикус или пудек мајстор и да гледам сеир. Не, замина, почитувани. И да не ги редам, дали е фер некој да застане на страната моја како семејство. Не ви посакувам. Не ви посакувам. Никој да биде мојата ситуација на моето семејство. Бидејќи гори, најтешко е татко да погреба син. Но каде е државата? Дали треба некој професор, доктор да ја го амнестирам или син му ако е политичар или ќерка му е докторка била во тоа време? Дали ја треба да амнестирам Сонја Ставрич, која дефинитивно обвинета за монтирање на 17 тајни камери во собите на пациентите, меѓу кои мојот син, сигурен сум.
Дали ја треба да амнестирам Сања Ставрич по обвинение на почитуваниот новинар Фуркан Салију, кој вели дека истражувачко новинарство дека не се цени, ова само платеничко, лигаво новинарство, полтронско новинарство, кој ќе си стават Кичановиќ по 4 стана да земат, да соработуваат со Сорос и со таа соросоидна кампањела и да бидат 5-6 колумна. Овај да речам патрола или да речам колонашај. Простете ве моламе, носи тој излив на емоции што во спротив утрешниот ден на починатите, јас ова мора да го кажам. Јас чекав цела година и конечно, заречесно, судска медицина да шурувате со вашите колеги. Да подсетам, ја ви донесов почитувани доктори, почитувана власт, почитувани министри и кој уште да ве спомнам. Ја ви донесов мислење од Европска унија, од Соединените американски држави, каде што велат не е добро лекувано. Вашето дете требаше конзервативно да се лечи, да му се подобри крвната слика, а не да му се даде терапија несоодветна и неконзистентна. Мораше тоа, на срце ми лежи, на срце ми тежи. А ми тежи за тоа што се случува во државата и светот. Затоа ви благодарам што ме следевте во овие изминати 6-7 минути. Имаме уште 70 минути. Барам само еден джингл и да ве поздравам мојата екипа, главен продуцент Кристина Томич и главен инженер Ивана Алексовска. Останете со нас. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Потсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Почитувани, да, секојаш кога се случува во светот, не секојаш, кога ќе знаете дека имате прекрасни соговорници кои ја владеат материјата, тогаш сте сигурни во вас. Светот гори, во вистинска смисла на зборот. Светот се подготвува за вистински војни. Не сакам дефетистички да звучам, но реков, вие, драги македонци, од лисијата не ја гледате шумата. Ве крадат, ме малтретираат, ве бомбардираат, ви натаму молчете. Меѓутоа, не смеете да молчите после оваа емисија најава. Со оглед дека денеска говорам за една тема, која јас се нареков заедно со моите соговорници, оптичка мамка, геополитичка илузија. Че ја третирам со моите почитувани соговорници, почитувани геополитички аналитичари. Господинот Сем Вакнин, добро вечер и добро дојдовте. И господинот Жан Станојски, геополитички аналитичар. Ивано, молим те само најавата, може да го тоа коригират. Ви благодарам што дојдовте вечерва во Гласот на народот. Рековме дека сме еден празник, утре го прославуваат, денот на лозарите, Свети Трифон, меѓутоа денот и на починатите. И така да ќе збориме интересно и за живите, и за тие што привремено заминуваат, а заминуваат од лошата војна, неконзистентна политика, неемпатичност и се тоа. Еве, како би го дискутирали мајчи факторот, ако ми дозволите, Епстајн, го гледам како тема, е светска тема, меѓутоа во Македонија, дали видовте ниту една секунда, ја напишав 2-3 колумни, но еве, господин Вакнин, еве за вас, дали е тоа коинциденција со тие неовластени снимки на Зоран Заев, што му ја дадоа таа екипа што сакаше да го руши името на Македонија и му даде непристојни ленти, а од друга страна светот се преплавил со информациите со Епстајн. Дали е тоа дефокус, дали е тоа намерно да се дерогира статусот на Доналд Трамп и така натаму. Што ќе да дадете? Да, само пред да почне да кажеме како ќе работиме. Да, тројка работиме. Ќе имаме превод од англиски на македонски. Нашиот драг гостин и пријател и геополитички аналитичар се служи со македонски, ама пасивно. Но ќе не говори на англиски, ние ќе го преведуваме. И јас ќе давам некои коментари и така ќе работиме како тројка. Жан Станоевски од Констант. Да, јас морам да кажам, благодарам на најпрофесионалната преведувачка компанија во Македонија и пошироко Констант. Благодариме. Also a good
analytičar. И добар аналитичар секако, Not bad at се all. согласувам и затоа е вечера со нас. So, first, before we start, just a story. Sometimes the story is interesting. Една приказна пред да почнеме, тоа може да е интересно понекогаш. Кажете. When the Epstein files were published, Кога овие фајлови беа објавени на Епстайн, I found my name there. јас моето име си го најдов таму. Да? Yes, Да, Jeffrey Epstein bought my book, Джефри Епстин има купена моја книга. Malignant Self-Love. Малигнант самољубов. And when the files were released, И кога фајловите беа објавени, it was in the files that he bought the book, he read it, ја he купил analyzed it. книгата, ја читал, ја анализирал. Во фајловите имаше So во I am in the Epstein files. документите, значи јас сум во документите на Епстайн. Интересно, интересно. I am in the Epstein files. Јас сум таму, значи во Yeah. Епстин Okay, документите. now to answer your questions. Да, да одговорам на прашањето. The information about Epstein, Информацијата за Епстин, all his records, сите негови снимки, all his hard drives, документи, computers, драйвери, Everything. компјутери, се existed since 2009. од 2009 постојат. And there were democratic administrations, И тие беа во времето на администрацијата на демократите. and they did not publish it. Тие не ги објавуваа, They did not initiate any serious investigation. никаква сериозна истрага не започнаа. Jeffrey Epstein was arrested during the first term of Donald Trump. Джефри Епстин беше описен за време на првиот мандат на Доналд Трамп. Тоа е 16-то, 17-то. And yes, and it is Donald Trump И Доналд Трамп беше тој and his administration и неговата администрација that are publishing што the ги Epstein files. објавија документите на Епстин. So Epstein was a conspiracy involving sex, power, and money. Епстин беше една завера што вклучува секс, моќ и пари. And all the elites of the United States, Целата елита на САД, left, и леви, right, и десни, Democrats, Republicans, републиканци, демократи, academics, actors, академици, актери, financiers, bankers, банкари, финансиски everyone, експерти, journalists, Oprah, новинари, everyone was involved in this mega conspiracy. сите беа склучени во оваа мега завера. We mentioned Donald Trump, Bill Clinton. Бил Клинтон, Was also Доналд involved. Трамп и тој беше исто така вклучен. However, Сепак, having said that, имајќи го предвид сето тоа, and I agree with you that this is a campaign against Donald Trump, и јас се сложувам дека ова е кампања против Доналд Трамп со тебе. having said that, Но we cannot ignore имајќи го тоа предвид, не можеме да игнорираме the fact дека има факти. that Donald Trump is mentioned 38,000 times. Дека Доналд Трамп таму е спомнат 38.000 пати Yes, in the files. во документите. We cannot ignore the fact Ние не можеме да ги игнорираме фактите. that there was a lawsuit by Дека a girl aged имаше 13. и судска колку години? Lawsuit. She was 13. Судски процес против девојче кој што било 13 годишно. Against Donald Trump for rape. Уште еднаш? Against Donald Trump for rape. Против She Доналд sued Трамп, таа го тужила дека таа била силувана од него, девојчето. Значи. We cannot ignore that Donald Trump was convicted for sexual assault and rape. Ние не можеме да го заборавиме и фактот дека Доналд Трамп беше осуден за силување и за сексуален напад. We cannot ignore the fact that he was best friend of Jeffrey Epstein for 15 years. И не можеме да го игнорираме фактот дека тој беше најдобар пријател на Джефри Епстин 15 години. So my answer is this. Значи, мојот одговор е, The timing тајмингот is to take down Donald Trump. е да се урне Доналд Трамп. The Democrats are Демократите as guilty as Donald Trump. се исто така виновни како и Доналд Трамп. They were hiding it for many years. Тие ги this кријат information. тие податоци со години. But that does not exonerate Donald Trump. That doesn't mean Donald Trump is innocent. Но тоа не значи дека тоа е чист Доналд Трамп He и дека was- тој е невин. He was heavily involved with Jeffrey Epstein. Тој беше исклучително многу инволвиран во сета оваа Just сторија. the hope is that justice in this case will be even-handed. Надежта е тука дека правдата ќе биде во рамнотежа во овој Against Donald случај. Trump, Против Доналд Трамп, also against Bill Clinton, но и против Бил Клинтон. against Chomsky and Oprah Winfrey, Против Чомски и Опра Винфри, and against Republicans who were friends of Epstein. но So и we need против balance. републиканците, да има рамнотежа. Sometimes the motivation is evil. Понекогаш мотивацијата знае да е The зла, motivation to release the files да was се evil, објават овие документи е зла, има зло зад себе, but the result но резултатот is justice. е правда. Да се Многу надеваме. интересно. Ти благодарам што
Морам на ти ќе предам да биде можам така ми дозволувате. Ми дозволуваш на ти да се ослободам? Да. Ти благодарам. We know each other 30 years. Да, се знаеме повеќе од 20 на години и така. Зборот ми беше убаво почина, убава паралела, дека требаше и другата страна. Јас се веќе направам со 2016, односно 15, кога на Зоран Заев му ги дадоа снимките снимени од жутите комбиња. Ние знаеме дека тоа беше италијанската, слушам дека зборот италијанската разузнавачка служба после средбата на Груевски со Џо Бајден, со Викторија Нуланд и со Хилари Клинтон, и кога рече не го менувам името, веќе се прават од фиолка, се вадат проекти, бујрум. Истиот човек беше заменат дека рекол дека ќе направи се Зоран Заев. И се дават. Од тоа ситуација еве, ги спомнавте демократите кои се поддржувачи на Епстен и беа доста спомнати. Дури ја во една ситуација, извинете малце поширок коментар, али сакам да направам врска. Во моите емисии во 2012-13 јас имав соговорник, тоа беше господинот, тој е жив се уште, Умберто Паскали, кој говореше за напаствување на деца. Ја тоа го слушам на CNN и на NBC, каде што деца носени, млади деца на острово, каде се силувани и раѓаат деца и се служат за канибализам. Ја пиеле крвта. Докаде заради толку болен човековиот ум? I want to say something. Сакам нешто да кажам. I think the main issue with the Epstein affair Главното прашање сега is со not the Епстиновата crimes. афера не се злосторствата, There have been many pedophile rings that have Имаше been captured in Belgium, цели кругови на Canada. педофилија во Белгија што беа It's not the фатени. crimes. The crimes are not special. Овие злосторства не се нешто посебни злосторства, But what is unique about Epstein но што е уникатно за Епстин is that this affair е тоа што оваа афера destroyed the trust ја уништи довербата between citizen and institutions, помеѓу граѓаните и институциите, between the simple people and the elites. обичниот човек и елитите. After Epstein, По Епстин there cannot be consensus не може да има консензус between the rich and the powerful помеѓу моćните и богатите and the rest of us. и сите останати We ние. don't have anything in common. Никакво нешто заедничко We веќе cannot немаме. collaborate. Не можеме да соработуваме, We cannot pursue the same goals. не можеме да ги целиме исти цели. In other words, Со други зборови, the Epstein affair аферата на Епстин is going to bring a war between the simple people and the rich and powerful people. војна помеѓу обичниот човек и богатите и моќните. Not only in America. Не само во Америка. I think we are this millimeter from Неколку милиметри војна сме се оддалечени. it's not građanska vojna, it's a class war. Класна војна, не Class war граѓанска. Класна between, if you wish, working class работничка and класа, middle class. Богати и средна сиромашни. класа. Yes, I think we are Да. millimeter from this. Милиметри сме Секаде во оддалечени. светот. All over the world. Секаде во светот. Because the elite that came to Epstein, Затоа што елитата што доаѓа кај Епстин, they were Israelis, имаше израелци, Saudis, саудици, Americans, Американци, Norwegians, Ричард, Норвежан, Germans, Бил Гейтс, британци, принцот и таму. British. Бритиш. It's all the elites. Сите The елити, elites are not national. тие не се државни, They are национални. supranational. Тие се наднационални. They don't care about nationalities, the elites. Не ги They work засега together. националноста, државјанството. Saudi is working with Israel. Саудици работа со израелци. Norwegian with Swedish. Норвеѓани со There is no швеѓани. loyalty to the nation. Нема лојалност no кон државата loyalty to тука. the people. No loyalty Или кон народите, to the values. или No. кон вредностите. The only loyalty as member of the elite Единствена лојалност е членството во елитата to the other members of the elite. и кон другите членови на It's a елитата. mafia. И тоа е еден вид мафија. Жан, интересно, ако ми дозволиш, би сакал тебе да те прашам. Дали во ситуација еден продолжеток од она ковидот, еве ако да спорам за депопулација на светот, да има војни, да има нереди, да има хаос, Па веројатно секој се наоѓа нешто што ќе служи како дефокус од нешто друго што се спрема или што веќе во позадина оди во некаква сенка и така натаму. И мене ми се чини дека се сака со ова првата цел нели беше да се сруши Трамп и неговата учество да се докаже, да се подкопа неговиот авторитет и така натаму. Но друго е она што задкулисно се случува, а задкулисно се припремаат сигурно големи
други Значи велиш дека е оптичка мамка. состојби, може да се нарече оптичка мампа или како што реков Геополитичка илузија. насловот геополитичка илузија. И еден од моделите за тоа како да се насочува вниманието на јавноста, зашто луѓето конзумираат све. Во најголем дел новинарите, овие светските медиуми и така натаму работат под некаква контрола, тие се платени од некој и тие треба да сервираат некакви вистини Теледиригирани. кои што знаеме какви се и знаеме до каде оди целата работа, така да е многу важно да се види што е во сенка. Што е зад целото ова афера Што се крие зад ова? Зошто овој дефокус? Да. Дали се согласуваш со ова негова анализа и моето прашање, дали ова е втор стеж, втор справ, да речам, после ковидот, создавање на една вештачка, да речам, болест, да се вакцинираат луѓето, едноставно да има депопулација. Беше спомнат Бил Гейтс. No, I don't. Или тоа е теорија на Не заговор. мислам дека е I тоа don't така. think so. That's nonsense. Не верувам, не. But what happened during COVID Но што се случи за време на is ковидот, the elites and the masses елитите и масите discovered some things about each other. си открија неколку работи сами за себе или едни за други. The elites discovered Елитите утврдија that the masses дека масите will not obey, нема да ги слушаат, will not collaborate, нема да се работуваат, will not be slaves, нема да бидат робови, will fight back. ке удрат назад, ке се And борат. the elite got very frightened. И елитите се исплашија прилично. The masses discovered Масите пак утврдија that the elite дека елитите is a mafia. е мафија, се мафија. The elite doesn't care about them. Дека тие не се грижат за нив. The elite will sacrifice them like that. Елитите беа едноставно така жртвувани. The elite protect each other. Елитите се штитеа They will меѓусебно. lie. They will commit crimes. Тие правеа криминал, лажеа. All the authority of the elite Значи авторитетот на and елитите the respect for the elites и почитувањето на елитите evaporated in COVID. исчезна за време на ковидот. So now after COVID, Испари. it was a new world. А по ковидот имаме нов свет. The masses were against the elites Масите тргнуваат против елитите, and the elites became very defensive А because they елитите began to be afraid of the masses. влегуваат во дефанзива, почнуваат да се плашат од масите. And so you had many leaders Така да доаѓа до ситуација да има многу лидери that made a coalition with the masses against the elites. кои што влегуваат во коалиција со масите против елитите. Trump, for Токму example. Трамп е таквиот Not случај. only Trump, Не само. Victor Orban. Орбан. So these leaders took Значи, advantage of this conflict Овие between masses and лидери ги elites искористија овие состојби со таквата ситуација помеѓу масите и елитите and presented themselves as the protectors of the masses и against the elites. се представува себе си како заштитници на масите против елитите. It's not going to end well. Нема да заврши добро. We are, I'm telling you, 1 minute away Една минута сме оддалечени from global explosion Од of глобална masses against the elites експлозија and the на elites against the masses. масите против елитите. Global. И- Is not going to be French Revolution Тоа нема да биде француска or револуција Russian Revolution. или руска револуција. This is the first time there will be a global explosion. Тоа ќе биде за прв пат значи глобална експлозија. People had enough. Луѓето им е преку глава. People cannot accept anymore the Луѓето веќе не income можат да inequality, прифаќаат што? income inequality, Нееднаквост во приходите, crime криминал, like Epstein, како што Епстин, lying, лажење, hijacking of the state, киднапирање на State државата, capture. манипулација. manipulation. People cannot accept this anymore. Ако и луѓето не можат тоа да го прифатат And it повеќе. became visible for the first time, И станува видливо за прв visible пат in COVID. и во ковидот. Then you saw all this in action И тоа се гледа во because it акција, was very compressed. затоа што беше многу компресирано. The elites were doing the same thing before COVID, Но елитите се го правеа истото и пред ковидот. but slowly Но полека, they had time. со They време, were hiding things. ги крија They were нештата, creating all kinds of distractions. разни видови на дистракција правеа. But in COVID, Но за време на ковидот, it was very compressed. тие So се прилично компресирани. the elites didn't have time to disguise what they were doing. Елитите немаат време, значи да го прават тоа што In го the civil прават. war, we are in a situation of slow motion, Ние сме- global civil war. Ние сме во ситуација или во состојба на една успорена глобална граѓанска војна. Slow motion. Ако смеам да Civil war. да потпрашам и искоментирам, еве да не ти ја земам. Те молам.
еве сам ми покажа дека комуницира со голем дел од светот, му праќаат информации, имаш повеќе илјади, неколку десетици илјади следбеници и така натаму. Стотици, гледај. Да, убаво е тоа. И ги знаеш состојбите, ги чувствуваш, можеш да дадеш коментари и така натаму. Јас пак ја следам поинтензивно состојбата со Германија, на пример, како најголема сила во Европа, како земја која што е најсилна економија и така натаму. Таму елитите целосно се одметнаа од гласачите, од она што го викаш ти масите и така натаму. Џабе се оди на гласање. Политичките партии кои што се на власт имаат рейтинг од 10 до 12 до 15%. Партијата на социјалдемократите, ќе ја спомнам сега, која што беше избришана од власта, значи ги изгуби изборите катастрофално, победничката партија ја зема со себе во коалиција. Замислете каква абсурд, иронија. Десничарците и левите и десните партии прават коалиција и сега владеат со Германија, година и пол две, нели имаше Како избори. што беше 2014? Да, баш така. Значи имаме голема коалиција, таа веќе не е голема затоа што партијата СПД е сведена на 10 до 12% од гласачко тело, што е абсурд. И сега министерот за финансии, на пример, е од таа партија, а избришани се од власта. Значи на изборите на изборите изгубија катастрофално. Значи најлош пораз доживеа во последните 40-50 години. Така да уште еден пример повеќе за одметнатост на политичките елити од населението, од обичниот граѓанин, од луѓето едва и крпат крај со крај. Значи сега сите одат во правец на собирање пари за Украина, например, сите се таму свртени. Секој 2-3 дена, 5 дена ќе видиш председателот Зеленски отишол дево Њујорк, дево Берлин, дево Лондон, дево. Тие нема една недела да не го посетат него и така натаму. А елитите, односно населението, например, очекува социјала, очекува инфраструктура, очекува економски раст, средена држава, индустрија. Што било порано? Она што е Германија. Германија беше пример за економска сила, за воз, локомотива, не воз, локомотива во Европа, но ете, политичките забегуваат до крајни граници и немаме веќе инструмент како население со што можеме да ги тргнеме. Едноставно не можеме да неприкосновени стана. Слично и кај нас и нашите елити исто така, особено сега владеачката партија, и таа има рейтинг 20-25%, нивните пајташи, нивните клиенти, нивните фирми, партии, роднини, пријатели се тие што имаат власта. Колку има владеачката партија? 20-22-3%. Со толку гласови ги доби изборите и сите владеат со сите нас. Иако сме, да речеме, огромен дел против, или како во Германија и така. Слично и во Франција. Слично и во Британија. Па тие Макрон, видете го оно Штармер, како се викаше. Тој не сака да си оде од политичката. Тој 5% рейтинг, не знам дали има воопшто. I want to say something. Да, слободно. Сакам да докажам нешто. The elites always were in conflict with the masses. Елитите секогаш беа во конфликт со масите, стотици години назад. But the elites, но елитите се паметни, more educated, се пообразовани, more resources, имаат повеќе ресурси. So they come up но и тие дојдат with optical illusions. Со оптичката илузија. They come up with optical illusion to keep the masses peaceful. И почна оптичка илузија да прават за да ги смируваат масите. First optical illusion, politics. Првата оптичка илузија е политиката. You have power. Имаш моќ. Every 4 years you vote. Ти си граѓанин, ти гласаш. Секој 4 години. И ќе ги казнеш политичарите. Ете колку ги казневме, нели, ги се гледа колку ги казнуваат. It's optical illusion. Оптичка илузија. The political system. Затоа што политичкиот систем is ротација. Е ротација. Between 2 powers, 3 powers, 4 powers. Помеѓу две партии, 3 партии, to steal money. Да крадат пари. This is politics. Тоа е политика. Nothing else. Ништо друго. Just ротација for stealing money. Ротација за врана на врана очи не вади. Еднаш горе, еднаш доле. Еднаш. Exactly. So Курто и Мурто како беше. So this is optical. Значи ова е. The elite said, okay, politics is not working so well in the 1970s. Елитите утврдија во 70-тите години политиката не работи баш така со аферата Watergate на Никсон и така натаму. So politics is not working so well. The masses are waking up. Политиката не функционира така добро, масите се будат. Oh my God, what to do? Се будат. Боже, што ќе правиме? Entertainment. Тогаш ќе им дадеме забава. Movies, филмови, entertainment. Програми телевизиски разни, видеоигри. Video games. Suddenly,
In the 70s, not in the Однатош 60s. во not in the- 70-тите, не во 60-тите. Suddenly in the 70s. Одеднаш во 70-тите тоа се случи. And entertainment became there. So it was И like, забавата дојде, so it was like drugs. и еден вид дрога стана People тоа. were playing video games, Луѓето watching почнаа да movies, играат. and forget about. Се Forget about the elites. тотален фокус на другото што се случило. But then Но тогаш the entertainment забавата turned against the elites. се сврте против елитите. For example, in movies, Например, во we филмови. started to have indie movies, independent movies. Имавме, почнавме да добиваме независни филмови. So, Во филмската индустрија. yes, so they started to be against the elites. Почнува да бидат против The елитите. elite said, oh my God, Elite. politics is not working. Политиката не функционира. Entertainment, Hollywood is against us. Холивуд станува против нас, забавата To против do, нас. what to do, what to do? Тоа да правиме. Technology, Технологија, smartphone, паметни телефони, iPad, iPad-и and again, и повторно they are keeping the masses asleep. смирување и успивање на масите. Instead of you to think Наместо да земе да мисли, what this elite is doing to you, to граѓанинот your тоа family, што ти прави елитата, што ти ги имаш семејство и така to your натаму, dead son, на твојот починат син, instead of that, you are Наместо thinking how to buy the next iPhone, тие мислат како да го купат how to наредниот buy a better модел television, на iPhone, како better да car. купат подобар телевизор, So подобра кола. this is the new izmama of the elites. Новата измама на елитите. And they will come. If this is not working, they will come again. Ако тоа and не again. функционира, криптовалути исто така, Yes, тоа е едно now од cryptocurrencies. моделите со кои што Exactly. почнаа да го замеуваат народот. All the time they're trying to keep the masses asleep. Значи, цело време се обидуваат масите да ги држат успиени. And like you said, to redirect the attention. Како што ти кажа, да го пренасочи вниманието на друга страна. Epstein affair Аферите Епстин is entertainment. е забава. Entertainment. Забава, Like movies. како филмови. It's entertainment. Everyone is thinking about Epstein. А од другата страна се подготвува And on the other hand, Да, од другата страна the се United States is taking over oil countries like Venezuela, Съединетите Iran. држави ги освојуваат државите со нафта, како Венецуела, како China Иран. is becoming very aggressive in the South China Sea. Кина станува многу агресивна во Јужно-Кинеското море. Israel is completely out of control. Израел веќе никако не контрола, да го новиот прекар на државата кај што потекнуваш, Усраел, да им кажеме на нашите гледачи, Усраел, US Раел. Пошто е тоа 50 The world is all the nuclear armed treaties сите договори за ограничување на нуклеарното оружје are invalid. се збришени, да, излегува сад Now САД the излезе. world for the first time Светот за прв пат does not have a single agreement for нема ни една limitation of nuclear спогодба arms. за ограничување на атомско оружје. This is catastrophic news. Ова е катастрофално. But you're вест. not paying attention to this. Но на тоа не You're paying attention to внимавам. Epstein. You're Ние paying attention гледаме што се случува со to Епстин iPhone. или новиот iPhone What's that? или Да. големиот број на Значи, инфлуенсери значи- кои што по светот се вртат и What is a good magician? How is a good magician succeeding? пошто магионичарот ќе оцениш дека е He добар. attracts your attention there Твоето внимание го насочува на онаа страна, while he's doing something here. додека тука нешто друго прави. Oh, it's magic. Ау каква е How is таа a good- магија. Да. How is a good pickpocket working? Како функционира добриот лопов или A крадец? pickpocket. Pocket. Stealing from the pocket. Джепчија, ајде да го викаме. Джепарош. Джепчија. Jepchi, how is Джепарош. he's attracting your attention there? Твоето внимание го насочува And taking your вамо, wallet from the за да ти го собере паричникот од задниот This джеп. is the elite. Значи тоа се елитите. Тоа се They're политичарите. picking your pockets. Е добро, како тоа го купуваме, толку зар не можеме да излеземе од тој ѓаволски круг на да се биде глупав. Значи на крајот истото испаѓа дека ние огромниот дел од населението е глупав. They infantilize што the го masses. They infantilize Купува the тие финти, значи тие ефтини трикови така. А уште еднаш, masses. да? They infantilize the masses. Тој поим не ми е познат. Make them infants, make them children. А, Детско. да, ги прават деца. Инфантилно, инфантилно. Инфантилизираат. Ги прават инфантилни, да, Yes. да. Масите, замислете, да. We are all children. Сите сме деца на He's a крај. child, I'm a child. Деца сме така е. You show me a toy, Ќе ми покажеш играчка, the child comes out. излегува детето во мене. And the child wants a toy. И детето си ја сака играчката. You frighten me, Ме плашиш I become a child. и како дете се тргам. So the elite has Така да, many technologies and, елитите имаат многу psychological techniques технологии и психолошки техники to make you a child. да те прави како дете, They frighten you. да те исплаши, They give you toys. да ти даде играчки, They attract your attention with colors. со бои да те замае, They tell you stories. да ти раскаже приказни. All this is to make you a child. Се
Тоа се прави за да те направи The инфантилен. biggest risk for the elite is if you become adult. Најголем ризик за елитите е кога граѓаните ќе станат возрастни. Но Значи- прашања, извини, Поле. Значи живееме во какистократија, така? Владење на најмалку способните, на најнекадарните, на најнеспособните. Ochlocracy means rule of the mob. Или also. пак и So we are faced. оклокократија, тоа е Yeah, владење we are faced with two options на nowadays. мафиите. Во денешно време имаме две опции. Да. Kakikokracy, as you say, Какистократија ochlocracy. и оклокократија, така Ти е. благодарам, постави 2-3 подпрашања ако можам. Прво, убав збор употреби, тоа беше мафија. Со еден збор мафија. Инфантилни ли сме во очите на Европската унија, ве госпоѓата фон дер Лајен, која е обвината за 400 милиарди Проневерени пари. проневерени пари, а и натаму она продава морал, продава сила, продава политика. Еве во кој тој контекст, само едно, тоа е првото подпрашање, или да не го забораваме, да одговориме на се тоа. Дали вреди таа политика, која нас ни представува голем престиж, како да бидеме делови на Европската Унија? Јас велам, нали народот, не можам да го подценам, господине Вакнин, народот македонски е работлив, е чесен, искрен, меѓутоа манипулиран сите години. Сите народи. Ама особено овој народ, ќе се согласиш, ние сме од оваа држава, ти си дел, ти си македонски зет. Ако спем да кажам, и вика кај ти е жената, там ти е родот. Имам државјанство сега. Имаш Добри македонски. државјанство. Честитам. Честито. Имам државјанство. Пасош, готово? Да, имам А, паспорт. има државјанство. Лична карта имам. Браво. Еве јавно. Нека е честито, ајде. Но еве збориме за нашите македонци. Дали заслужуваат ваква дерогација на менталниот чип, на мајндсет општо што цел живот он верува за една перспектива, од друга страна го лажат. Го лажат така наречени елити што зборите, од друга страна ни продават чест, морал, збориме на европските елити, и како да донесеме формулата да сами себе се почитуваме. Да додадам, да. Ја ти прекинав, Благодарам, да. Еве убаво го напомнуваш ово, затоа што Македонија е во чекалната за Европската Унија 21 година. И само тоа го слушам. Ноември беше 2005-та, Да. кога стана се сеќавате на Шекеринската, сега заменик секретар на НАТО и така натаму, прилично силна Познатата со кариера. бомбон на бизнисот. Кариера направи дамата и така натаму, нека е честито и слично. Значи 21 година сме влечени за нос. 21 година сме под постојан притисок на околните држави кои што сакаат своите историски фрустрации да се ги лечат со нас и така натаму. И трагедијата што сега се случува, сега читам во светските медиуми, ќе има иреверсибилно членство. Поврат. Тоа не сме го виделе до сега. Тоа го смислува за Украина, ќе ја зачлениме Украина од 1.1.27. А да сме живи и здрави, да седиме овде во јануари 27 година, може да ни се случи Украина да стане членка на ЕУ. Замислете оваа луда ситуација. Значи, неверојатно земја кој што нити е дефинирана по територија, кој што се наоѓа во граѓанска војна, кој што нема избори, значи кој што има мандат на председател, кој што веќе нема одминал мандат, кој што е Корупција. целосно најкорумпираната држава, ја земаме, замисли каква е таа политика, ја земаме во членство и сега ќе ги исполнуваме критериумите, условите после членство. Немате право на глас. Неверојатен абсурд. И јас се плашам дека ќе помине за тоа што е тргнале во тој правец да го поддржуваат овој што е председател сега. Во некои кругови тој се смета за херој, но други го сметаат за нешто друго. Манипулатор. Манипулатор со населението и така натаму. Човек кој што не успеа да ја задржи државата, кој што провоцираше на некој начин да дојде до таа трагедија. I want to mention a trend. Извините. Да, и толку. Само сакав со тоа Украина, Македонија, па еве повели ти тоа иреверзибилно членство да го прокоментираме малку, нели? Повели, да. I want to mention something that you mentioned van der Leyen and so on. Ја спомна Ван дер Лајен, нешто да He додам. mentioned the European Union. John. Да, ја спомнав, да. So I want to. What I'm trying to provide in these conversations is the big picture. Сакам голема слика тука во оваа конверзација да ви покажам. So there is a trend, a new trend in the world Има нов тренд во светот. to fight against bureaucracies. Борба против бюрократијата. The bureaucracies became too much. Бюрократиите стана преголеми. Secondly, in the European Union, in the United States, and they became too much. САД, секаде. And the bureaucracy started to
to take the roles of parliament Бюрократиите почнаа улогата да играат на and парламентите of elected politicians. и на изборот на политичари. I will give you an example. In the European Union, Во ЕУ, ќе ви дадам пример, majority of the laws мнозинството на закони is coming from the bureaucracy in Brussels, произлегува од бюрократијата во Брисел, not from the national parliaments. а не од земјите членки, а не од националните парламенти. Да. Значи тие се целосно одземени, тие се одметнати. Да, the bureaucracy which was not elected, Бюрократијата која што не е избрана, which is not democratic, не е демократски избрана, is како now Ван дер making Лајен the laws ги пишува законите instead of parliaments. наместо парламентите. Another example, Друг пример. European Union used to be economic union. ЕУ беше економска унија. More and more, Се повеќе и повеќе it is intervening in military issues, интервенира во војни прашања, political issues, политички прашања, but European Union is not a government, но ЕУ не е влада, is not elected. не е избрана влада. I mean, forget the parliament is a joke. Забораве The commission. парламентот. Тоа е шега, значи. Говориме за комисијата, Is ЕК. not elected, is Не е not, таа избрана is Ван no дер Лајен. voting, Ван дер Лајен не е избрана од народите, од гласачите. nothing. And yet she acts as the Prime Minister of Europe. Глуми, значи, премиерка на Европа. Military, political and economic. Воено, економски и политички. Now in the United States, А сега пак во САД, the Supreme Court Врховниот суд is fighting against it. се бори против тоа. The Supreme Court made a series of decisions in the past few months Врховниот суд донесе една серија на одлуки во последните месеци, that the bureaucracy каде што бюрократијата in America, во Америка, that Donald Trump calls them the deep state, кој што Доналд Трамп ги нарекува длабока држава, that the bureaucracy can no longer make rules and regulations and laws, бюрократијата не може повеќе да носи правила, регулативи и закони. and that the president has the right to fire anyone in the bureaucracy. И председателот има право да отпушти било кој од тие што се во бюрократијата. Why? Што е добро. Зошто? Why? Because the president is elected by the people. Затоа што председателот е избран од народот. The bureaucracy is not. Бюрократијата не е. Because Congress should make laws, Конгресот е тој кој што треба да носи закони, not the bureaucracy. а не бюрократијата. So there is in America a huge fight to Голема е dismantle, сега to break триење the има bureaucracy. за да може да се скрши бюрократијата. They fired already 300,000 federal workers. 300.000 федерални работници беа They отпуштени. dismantled USAID and Го затвореа USAID и други институции, други организации, сите во правец на заштеда на средства, нели, за да биде America First или America not only America first, but the Не само- electorate first. The Да, electorate first. гласачите први, така е. Гласачите први, not, Главните not што bureaucracy. Yeah. So when I'm saying that there will be a civil war between masses and elites, Кога велам ќе има граѓанска војна помеѓу масите и елитите, one of the main instruments of the elites, едно од најважните инструменти на if not the елитите, main, можеби најважната, the bureaucracy. ќе биде бюрократијата. So the elite is going to try to use bureaucracy Елитите ќе се обидат да искористат against the бюрократијата masses, против масите. to use bureaucracy against poor, weak countries like Да ја Macedonia. искористат оваа бюрократија против малите и сиромашни држави како Македонија. The bureaucracy is an instrument of the elite, and if the elite is evil, the bureaucracy Бюрократијата is evil. е инструмент на елитите и ако елитите се зли, односно бюрократијата ќе биде зла, тогаш и елитите There ќе бидат was зли. big bureaucracy in Nazi Germany. Во нацистичка Германија беше огромна Big бюрократска bureaucracy. There were courts, апаратура, all kinds of имаше agencies and so on. судови различни, But they served the Nazi regime. но тие му служеа на нацистичкиот режим. So bureaucracy is servant of the elite. Така да бюрократијата им служи на елитите, And the masses, I затоа што think, тие ја плаќаат на крајот. yes, I think the masses, the first thing they will do, they will attack the bureaucracies. Првото што ќе го направат масите, Institutions, agencies. ќе напаѓаат бюрократијата, Ете. институциите, агенциите. Можеме и ние да додадеме овде колку имаме ние државни органи и организации. Администрација? Барем едно 1200-300. Дали знаеш колку само има таму вработено, значи колку таму непотребни луѓе, значи се наместени, сите партиско-племенски како клиенти, како гласачи, како лепачи на плакати и така натаму, се надоврзува на ова што го кажува Сем и мора против тоа да се прават напори, да се... Затоа што на крајот на краиштата економијата, фирмите се тие кои што ги носат на грб. Секој предприемач
носи на грб по 2 или 3 Меѓутоа треба службеници. солвентни кадри. Минимум 2-3. Минимум 23 плюс Да. 1-2 пензионери, значи на товарот на предприемачот, на оној што прави пари, оној што И гласачите, генерира и приход, се сите тие бюрократи, сите тие вработени таму, Да. полуписмени, некадарни, неспособни, Несоветни кадри. несоодветни, партиско-племенски поставени. Да, Тоа е апсолутна катастрофа Што е ова 36 години? патронаж, Ова е патронаж. пракса 36 Особено години. и тоа по конфликтот што стана со Албанците. албанските партии кои што си ги напикаа своите 35.000, па зашто тие добиваат постојано? И дома да седат. Да, а не да. само тоа. Не работат воопшто да, ништо. А не само тоа, еве вчера слушам поглавицата, така ги викам ја сите лидери на политички партии, малте некои поглавици. Еден од поглавиците е тоа на Беса, кој се представува као овој од СДСМ Луи 14, апсолутно. Он одлучува кој ќе биде министер од фактот на Али Ахмети кој велеше нема одговараш пред СЕМ као премиер, одговараш према Слободан или Жан како лидер, како поглавица. Тој дуализам, тоа непринципиелност. Со тој дуализам, со таа биетничност, ајде да крстиме, пошто доминираат двете етнички групи. Дали Има ли крај да се стави на тоа, господине? Тоа е двоглава ламја. Тоа е јаде се пред себе. Значи таа е постојано гладна. Руши. И руши затоа што мора да се храни, мора да колку милиарди евра само одат за плати на административците и тоа високи плати. Говориме, оние, ако се сеќавате пред 2 години и 3, кога си ја зголемија платата за 80% преку ноќ и така. И после плукаат, зашто е покачена? Како ние, еве јас работам предприемач сум и така натаму, како јас да зголемам 80% платата? Israel was like this Израел беше вака until 1977. до 77 година. There was Labour Party, Имаше работнички партии, socialists, социјалисти, and they controlled their country until 1977. тие до 77 година ја контролираат One државата. third of the country was working in bureaucracy. Едната третина од земјата, државата работеше за in бюрократијата. bureaucracy, and the political parties, the elites, they were dividing the places and so on. И елитите, политичките партии си ги Македонија. поделуваа вака и ресурсите 1977. како во Македонија. 77 година The Likud came to power, дојде Да, на Ликуд. власт партијата Ликуд, right wing десно ориентирана, came to power. дојде на власт, They destroyed the bureaucracy. They dismantled the bureaucracy. ја уништи, ја размонтира демократијата. The Likud was the party of the masses, Ликуд беше партија на масите, like Donald Trump. како Доналд The Трамп, party of the masses against the elites, против елитите. the labor elite, and against the bureaucracy. Why I'm telling you this? Работничките елити, против бюрократијата. Зашто го кажувам ова? Because after 1977, По 77 the bureaucracy was destroyed. беше уништена бюрократијата. Now, 12% of the population is working Сега. in government and 12% од населението instead of работи 35. наместо 35 So from 1977 или until 50 today, постои. Од 77 до the economy exploded. економијата експлодираше. The GDP of Israel БДП на Израел in 2-3 years за 2-3 години will be $1 trillion. ќе биде, внимавајте драги гледачи, 1000 милиарди. Da. 1 трилион долари, 1000 милиарди долари. Israel is the size of Macedonia, smaller. А Израел е помал од Македонија. И Half of карпеста. it is desert. Половина е пустина. Од 20 Arabs, 2 million Arabs inside, 2 милиони арапи, 7 million Arabs outside. 7 милиони арапи. Wars all the time. Војна цело време. But Но when the bureaucracy is small кога бюрократијата е мала, and the spirit of entrepreneurship а духот на предприемништвото is released, расте и е отпуштен, кога биде слободен, you create economy of $1 trillion. креираш економија од 1 трилион долари. Само да додадам, Полска има сега 1 трилион долари, Yes. што има 42 или 3 милиони луѓе. Големината на А огромната држава, колку е Држава, 303 или 305 илјади квадратни километри, една 6-7 држава во Европа, а Израел е само 10.000 квадрат, не 20, 10, пошто другото е пустина. Да. Феноменално. Само да констатирам, ако си легнеме вечер, да сонуваме убав сон, да се роди Ликуд кај нас. Да добиеме ние Ликуд. Затоа што нам тоа очајно ни треба. Барем половина од администрацијата Ама да си ја мора сакаме да се оди. половината. Да илустрирам со пример. Ајде. Доаѓа сегашниот кмет на Скопје на власт, ја кметови ги викам Да, градоначалниците. знам, се кажи ги кажа. Првата изјава или втора му беше во град Скопје има работено 9 возачи. 9 шофери. Кого возат тие? 9 шофери. Нема
Нема, он оди пешки на работа или оди со своја кола, кого ти ја возат? Замисли. А да не збориме за другите. Има организации, институции по 150, по 200, по 300 луѓе, кои се сосема непотребни. Не ни одат на работа, не ни излегуваат воопшто од дома. Збориме за претходно, ги сега не е, полнат- верувам дека сега не е тоа. Ама како не е сега уште? Знаеш зашто е веќе деца му која конотација? И јас работев едно време бев во тимот на господинот Трифун Косовски. И можам да кажам дека господинот Трифун Косовски навистина даде несебична придобивка, придонес во градот, за разлика од неговиот претходник, како што збореше господинот Трифун Косовски, Ристо Пенов, кој направи дупка околу 28 милиона евра дупка, или 34 милиона, и требаше да ги врати парите човекот. Тоа е таа дискрепанца е наша реалност. Ајде да не зборам за претходната, која наистина не направи ништо. Еве, до телевизијата да одиме, доаѓаме преку таа клучка за Косово, што вика на моја роднина. И вели, мора да се даде, албанците притискаат за тој пат да оди. Значи, имаме движење, што вика Галилео Галилеј, сепак се движи. Господине, Добро, што можеме да извлечеме? дали можеме да извлечеме од ова, дека не е исто? Позитивните нешто што Израел е, Усраел ги кажува, значи тоа е Ликуд партијата. Нам ни треба такви И луѓе. апсолутно I'll tell you the truth. би ја промовирале, би ја направиле, би I'll tell you the truth. When I came here, кога дојдов овде, long time ago, 96, 96. I Ќе се said, права 30 години сега, така? yes, I Да, ова said, година 30 години. I said to all the Браво. people, I said to all the politicians that I met, and Нели беше советник на Груевски долго време и така before натаму? Boyski, I was sovetnik in Na- SDSM government. I владата на didn't SDSM know. бев When I советник. saw what is happening, I moved to Vemero. Кога видов што се случува, се префали во Гомерода. Ти благодарам за I was подсетување. working with John Milioski, Jan Milioski and so on. But Тогаш беше okay, тој министер за за финансии финансии. и so on. Чисто And да stock exchange, агенција за приватизација. За гледачите, значи да Long имаме before Вемеро. Ти си во темелите на државата Македонија, во финансиските темели, мораме да I кажеме тоа. wrote 200 laws in Macedonia. 200 закони имам јас Alone. напишано. I was alone. Твое No- дело. No one Твое. knew how to write laws. Never mind. That's not the story. So I was telling, Не е тоа the сега. politician, Јас им кажав на политичарите, you should learn from Israel треба да учите од Израел. two things. Две работи. Diaspora, Диаспората, connect to diaspora, да се врзеш and here's how to do it. There is a formula како from што го Israel прави how to do тоа it. Како се Израел. вика таа агенција? Bond. Името, знам. Тоа е знам. агенција за поддршка на Age, диаспората и Jewish комуникација agency. со Да. со диаспората Jewish во agency. светот. Да. I said, create similar structure, similar, Креирајте I will help слични you how to do it. структури, јас ќе ви помогнам тоа да го направите. And the second advice I gave, И вториот совет што го дадов, destroy the bureaucracy. уништете бирократијата. Let people like Jean or, Луѓе be како free, да бидат слободни, предприемачи, think how to make money, да размислуваат, да think прават how to employ people. пари, да вработуваат луѓе. Not worry who is looking, who is spying, who А не is кој stealing ме from me. шпионира, кој ме краде, кој ме мести, To destroy не the можам на bureaucracy. тендер да излезам, наместени се Немаш сите право. тендери и And I така tell you натаму. the truth, when Да додадам, Gruevski извини. came to power, Кога Nikola Gruevski Gruevski came to power, Дојде на власт, I had the feeling that maybe this is the opportunity. имав You're saying чувство Likud. дека I had a еве feeling- го како Ликуд, еве ја шансата. I thought Vemero will become like Likud. Мислев дека ВМРО ќе биде Will како destroy the Ликуд. bureaucracy, will Ќе open the doors уништи for бирократијата, entrepreneurship, ќе ги investments, отвори портите за so on and so предприемништво, за and инвестиции to some extent he did it. и до одреден дел и Го го направи правеше тоа. тоа. Да. Yes, 2008-2009. До to some extent he did it. одреден обем го правеше, да. He did it, and but I discovered in my time with the governments. I was working with governments here, not Но 1 year, работејќи со many years. владите, со повеќе I години, discovered that други влади и така натаму, The forces утврдив дека силите of the elites here на елитите овде are too strong. се пресилни. They don't want progress. Тие не сакаат напредок. They want to keep the Сакаат state as it is. да се задржи државата како што е сега. Yeah. Дали значи тоа ги јадат живи луѓе, ги јадат живи луѓе. Ова на досед како Заевко рече, кога ќе се вратам, ќе јадам живи луѓе. Многу ти благодарам што си вечерва со мене во студио. Жан, се работи за една година, јас бев на вториот факултет на УГД и ми се јава, ова не е, значи еден добар момент у книгата, така го пишам, Лоренс Игелбергер. И вели, сега јас ќе ти се, јас те барав, бидејќи ти ми се јаваш нон стоп.
Ајде, што се случи во Македонија? Само да А во Охрид, гледачите ги информираме кој беше Иглбергер. Лоренс Иглбергер беше поранешен државен секретар Од 90-тите години, на Америка. Во Клинтоновата администрација беше така? Не, тој е подсекретар. И голем македонец. Значи, немаше поголем македонец од него. Лоренс од Македонија го вика. Може некој Да, така го вика. како Лоренс од Арабија. Да, не, Лоренс од Македонија со тоа што беше голем македонец, поголем од тие што студира у гради и ден денеска. Жив ли е или Почина. Меѓутоа, како државен секретар, подсекретар, да речем, на САД, тој помагаше многу. Дури сакаше да интервенира во еден говор на Ѓорѓ Иванов и ми се обрати да збораме. Помина, тоа не беше тоа за тајна да ја чувам, меѓутоа неговиот советник на господинот Ѓорѓ Иванов не сакаше да го прими советот на Иглбергер и конечно вика, што се случува во Охрид? Викам, господине, Иглбергер врска немам, само што се врачам, викам, од факултет. Тоа е кога се подпишуваше рамковниот или? Кога се одржуваше во Охрид на специјална конференција, мојот пријател, нашиот соговорник, беше конферанса. Кога беше Елија Рамковски организатор и група новинари, еден од нив студентски има 4 стана, и така да не речем, што ја вика Слободан, го прочита интервјуто на Лоренс Иглбергер, што ми испрати прашања, и ја осуети таа средба во Охрид, за промена на името, вика, јас ти го прочитав интервјуто, јас откажав од конференца, да бидам фасилитатор, што беше, и прекинувам. Те молам, сакам тој момент да ја кажеме на гледачите, ти ја спомнав, меѓутоа се еве, Господ е донесе. Кажи ја приказката. I wanted to make a simulation of negotiations with Greece. Сакав да направам симулација на преговори со Грција. So I approached A1. На А1 се Бојан обрати. Јовановски and Рамковски and so on. Боријан и Велија и така Рамковски. Бранко Геровски. Бранко Бранко Геровски. Геровски, тогаш 90-тите. Main figure was Бојан Јовановски. Таму негде на крајот на 90-тите или кога? 2010. I don't remember the date, but Не сеќам таму негде. and I said to them, let's make a simulation. Ајде да симулираме, им кажам. One group will be Greeks, one group Едната will be група ќе бидат грци, Macedonian, one group will be American, една група European Union, македонци, една група and we make it ЕУ. in Ohrid like spectacle, like Да направиме open to the public. еден вид спектакл, да ја вклучиме јавноста и така. It will be 2-3 days. Ќе биде 2-3 short, but 2-3 дена, days. не толку долга. Each group will prepare its positions, Секоја група ќе си ги подготви своите ставови, publish these positions. ќе ги објави своите There will be ставови, real negotiations Ќе има вистински for the преговори. text, to reach a text and so on. за да се дојде до некаков Maybe we can, Fečkovski was involved also. и Фрчковски беше вклучен. Maybe we can come up with some text Ајде да смислиме текст that we can then offer to the government to што ќе see. може да го понудиме на владата, да го земе, нели, за да може да го користи за преговорите. After I proposed this and I worked many days with them to Откако arrange тоа everything, to create, I was предложи teaching them special technique called Многу Delphi денови technique. работев, им помагав во Делфи техниката да им ја Suddenly, they покажа. cut me. Одеднаш ме исекоа. Bojan Jovanovski appeared on the television. Боријан Јовановски излезе на телевизија. My initiative for the simulation, it was simulation. My initiative for the Мојата simulation, иницијатива за симулација, simulation of the negotiation between Greece and преговорите помеѓу I was cut off, not mentioned, deleted, ме not invited. отсекоа, ме избришаа, не ме канеа, Not invited even. едноставно ме шутнаа. It was stupid move. Беше тоа глупав потек. They made stupid move. Направија глупост. Because I was the only connection to Gruevski. Јас бев единствената врска со Груевски. I am the only one that could control them, Јас бев единствениот што може not да to ги damage themselves, контролира да не се уништат себе not си to damage the country. и да не ја растура државата. When they cut me, Кога ме исекоа, they had no feedback from Gruevski, from веќе Zemljo, нема фидбек од and Груевски they од ВМРО. were in space. И не заглавија во And they made many statements and many многу изјави дава. that were Не помина таа bad for иницијатива. Macedonia, Која што беше- not national interest. Не беше национален интерес. And so after that, И потоа, this created bad blood тоа зла крв between, especially Gruevski, создаде but the government created bad blood Особено between the government and A1. меѓу Ајден и владата се And you случи на know, Груевски, you know the end of сеќавате. the story. А ја знаете приказната со Ајден како излегува па пред парламент не би. If I was in the picture, Да јас останев во I was, таа. I was supposed to be the Приказна? moderator. I was supposed to run the whole thing. Јас требаше да бидам модератор, да го водам ова. None of this would have happened.
Ова ништо од ова I would немаше not да се have allowed случи. the process to become anti-Macedonian process Немаше да дозволам овој процес да стане антимакедонски процес. or pro-Greek. И I would прогречки. not have allowed it. I would Немаше not- да дозволам. I know how to do this. I know to. Знам but како they- тоа се they прави. cut me off. Значи, Ме- свесно ве тргна, ме шутна. ти не беше во интерес да се заврши позитивно за Македонија. I don't know why they Беше did this. business No, I interest. don't think. No, I don't think there was some zagovor. Не, conspiracy. немаше заговор, не. It's Bojan wanted the credit. Just wanted. Боријан Света. сакаше да се го припише тоа на него. Света. Не Суетата на заговор, Боријан. Света. Да, тој е еден од посуетните Да, да, луѓе. кредит. Па и Геровски не е ништо во суетата. Bojan is very, very clever man, very intelligent man, and so Боријан on е and so forth. But, интелигентен, многу паметен човек и така натаму. but he wanted the credit. Сакаше ги Да, јас сакаше. секогаш му спомнав. Да си сврти придобивката кон себе да се Да, заврши. сврти ја страницата, јас Интересна- го познам многу блиско, го познам и секогаш велам сврти ја страницата и врати се кон вистинскиот пат. I like him. I'm in touch with him. He's on my phone. Во we ред talk, е, комуницирам со него, го and so on. And he invited me to Go interview a Bendisova. few months ago. It's Да. not. It's Само not едно подпрашање со тоа што чудиме на другата страна. Ти убаво спомна за околу тоа длабоката држава што сака да направи civil war, граѓанска војна. Еве го имаме. Ние прво имавме тука шарена револуција за промена смена на името, го тргна човекот кој исто така направи некои гревови, у смисло на зборот маце забега од она вистинската патека по која одеше, зборам за Груевски, меѓутоа фактот дека доста работи направил и оставил за разлика од СДС и ДУИ 32 милиарди, само тоа го зборам бидејќи нема. Велам, од лисјата не ја гледат шумата. Никаква антикорупција нема, никакви мерки не се превземат и се тоа. Дојдовме во ситуација да во Србија гледаме иста сценарио. Ќе се согласиш со мене. Yes. Со тоа што Србија, за разлика од Македонија, е поголем развој економски има. Иначе има, молим те, The околу. bureaucracy in any country, Бирократијата во било која земја bureaucracy has two functions: има две функции. employment for вработување на the party loyalists партиските војници, everywhere, including United States. Employment for party loyalists САД, значи вработување на партиските војници and travel agency. и Туристичка туристичка To which агенција. agencies, за министри, за подминистри, they are all traveling all the time. Добра, Патуваат нонстоп се The во авиони. bureaucracy has no other function. Бирократијата нема друга функција. It is a lie that the elites are telling the masses, Лажга е кога ќе кажат дека oh, the bureaucracy is for you, елитите велат на масите, бирократијата е за to твоја serve корист. you, Ти служи to тебе, promote your interests. слуги да твојот ви интерес го This штити. is complete lie. Целосна лага е. Bureaucracy is Шминка. only these two functions. Има само две функции бирократијата. And, Тие две. and when the citizen is coming И кога ќе дојдат to граѓаните ask for service, да барат услуга, the bureaucrat is angry. бирократот е Is not љут, one of the two goals. ненадлежен. Тоа не му се една од двете Обврските. цели. Значи, се прогласува за ненадлежен, едноставно нема што. You are wasting my time. You Ми го are, трошиш you are времето. imposing on me. Досаден си. Пробај да побараш услуга од бирократијата да видиш Yes, што ќе ти се случи. it's, giving services is not part of the bureaucracy. Давање услуги не е дел од улогата на Сем, ја те молам бирократијата. со тоа разбира. Меѓутоа, ја спомнам длабоката држава која е татко и мајка и кум. Имаме простор да одиме за Иран. Мислам не да патуваме за Иран, тука ќе одиме. Зборот не е за тоа сценарио што е грозно. Еве, вчера, денеска, сабајлето слушам таксиста кој е за јавна услуга. Доаѓа блокодер со нож на грло да го повреди и му ја пресече тетивата на раката. Што е опасно, ќе се согласите со мене. Тоа е опасно, тоа е војна. Дали тоа може да се дефинира дека длабоката држава не е изумрена, таа работи да живее? Длабоката држава is another name for bureaucracy. Другото име за бирократија. Така ќе наречеме, да. Just another name. Кој ми е целта Само за друг назив за бирократија. како да излеземе од овој чорсокак? You can't do it alone in Macedonia. You can't, or you can. You cannot. Не можеш да го направиш само You за need to be Македонија. part of a global wave. Треба да бидеш дел од еден глобален бранд. Even huge country like United States, Дури големи држави како САД it is influenced by global trends, се под влијание на глобалните трендови. like populism. Популизмот, на пример. Example, како глобален тренд, populizm. So only when Macedonia will fit into some global trend, Само ако влезе во некаков глобален тренд you will Македонија, have changes here, ќе има тука transformation here. промени, трансформација. Transformations in countries Трансформација во државите very rarely come from inside. многу ретко доаѓа однатре.
In 99% of the case, Во 99% од случаите transformation inside country трансформацијата во is државата coming from outside. произлегува од надвор. Например, communism. Комунизмот, например, Communism did not come from Russia. не дојде од Русија. It came from outside Russia. Од надвор од Русија It дојде. came from Germany. Од Германија, It came from United Kingdom. од Обединетото кралство. Donald Trump is not American phenomenon. Доналд Трамп не е американски It's феномен. global phenomenon. Тој е глобал. You have Orban, you have Vucic, you have Ги имаше Putin. Орбан, Вучич, Путин. It's global authoritarianism, populism. Тоа is е global. глобален авторитетен популизам. If I'm right, Ако сум во право, and there will be conflict between masses and и elites, кога ќе дојде до конфликтот помеѓу масите и елитите, and the destruction of a bureaucracy, which is the tool of the elite, the и instrument кога of the ќе elite, дојде до уништување на бюрократијата, што е алатка пак на it will елитите, happen in Macedonia, тоа ќе се случи во Македонија, even if you don't want. дури да не го сакаш. The global wave Глобалниот бран will come to Macedonia. ќе дојде во Македонија. It's like earthquake. Како земјотрес. You have earthquake in Kosovo, Имавте во Косово. you feel it in Skopje. Го почувствувате во Скопје. You cannot stop this. Цунами нека биде тоа, цунами, ликут цунами, ајде така да го The крстиме. global trends are huge. Да се случи. In И кај нас. China, communism took over. Комунизмот во Кина го презема власта. Зошто? It was not Chinese phenomenon. Тоа не е Communism. кинески феномен, It was a European phenomenon. европски феномен е. The trend, the wave started in Europe, Трендовите, брановите почнаа во Европа. went all the way to China. И целиот пат го All the way измина to China. до Кина. Same with Macedonia. Неколку десетици. You are a kilometri. very small country. Вие сте многу мала земја. Too Исто many така. people are dependent on the government. Многу луѓе зависат од владата, And the government depends on political parties. а владата зависи од политичките партии. So you cannot initiate change from inside. Однатре не ќе можете да инициирате промена. The change must be imposed on you from the outside. Промената мора да ви биде наметната од надвор, Like, for example, disintegration of Yugoslavia, како на пример дезинтеграцијата на the Југославија, Kosovo War, војната во Косово, intervention of the United States in the region. интервенцијите на All САД во these are регионот. outside forces. Сите European Union. Рамковен Европската окрутски унија, договор, точно. European Union, Рамковски Окрутски договор. договор. All these came Треспански. from outside. Сето тоа доаѓа од надвор. I think, to be optimistic, Но да бидам оптимистичен, сметам дека the world that is coming, светот што доаѓа in my view, Po will be mene. more fair. ќе биде пофер, Distribution of income will be more fair. распределбата на приходите ќе Distribution биде of power will be more fair. пофер, распределбата на моќта ќе биде There пофер, will be period of war, ќе има периоди на војни, period of blood, period of it's inevitable, but after that the world Тоа will е be much неизбежно. better place. но светот ќе биде многу подобро место од And потоа. Macedonia will be part of it. Македонија ќе стане дел од If you тоа. want and if you don't want, И да сакаш и да не сакаш, will be part of it. ќе стане дел од тоа. Да, имаме уште убава половина час. Добро што го спомна тоа. Меѓутоа, гледам дека популистички или клиентелистички или на бацање рака, кондура, го немаме као политичка ситуација. Да, тука кај нас со тоа што, јас секојаш реков, јас сум тотално независен. Као што ме гледате, години сум со вас, не сум ни функционер, ни министер, не дека сакам да дадам конкретен придонес за мојата Македонија и вашата Македонија. Меѓутоа не со клиентелисти, сакам со вистински луѓери фајтери, кои сакат Македонија не од комерцијални аспекти. Па го даваш еве со ова. Ја го дам, затоа отворено збориме. Со енергија, со енергија и во ентузијазам, која што ситуација. шириш и делиш. Така ли е? Јас сметам дека Dakle, Сем убаво скажа дека Македонија мора да биде дел на едно големо општество. Ма кој ќе го покрене? Како да Ма еве видовме сега, не сме не бе, мислиме, сметаме, сите сме насочени. Најголем дел од населението, 75% е свртено кон членство во ЕУ, вели дека тоа ќе биде добро за Македонија и така Ма натаму. не мора ЕУ. Еве само да ти кажам, Како извини. да дојдеме до таа Еве имаме можност Состојба. го дискредитират. Трамп ќе го спомна. Да, кажав, јас сум протрампист, јас сум трампист и така. Меѓутоа, имаме движи се со посилниот. Дали ако Бахраин е дел од американското знаме, да речем, таму има 2-3 бази американски. зошто да не биде тука? И Македонија база. Ама апсолутно Се согласуваш со мене? малите земји мора да се свртат кон соработка со сите структури, значи не може да останат само врзани кон на еден Ако правец. си посилниот човек, не може некој да ти рече фон дер Лајн, нема гласање с 27, јас сум латецем, јас сум држава на новата изјава на Добро. Ајде кажи ми, дали Македонија оди добро во оваа констелација? Меѓутоа, јас повеќе пати спомнав, господин Мицкоски мора да исчисти
тимот околу него. Лутиле се, не се лутиле некои. Слободан, тоа нема да се случи. Јас мислам Не очекувам. може. Не очекувам. Ја мислам дека може само кога има добра волја. Кога дојдо на власт пред некој година и пол, две, кога беше, кажав една мисла, сега не огреа сонце. И стварно не огреа сонце. Тој јули и август беа најжешките у последните 50. Сонце не утепа. Ама разбирам. Ама види, метафорички, за жал. Ама знам, а Не 7 години дали не имаме ледена доба. Премногу се во политичките елити Не, се одговорам врзани, ви. особено во малата Дали држава. се, види, јас сам не волам. Секој со секого се Дали знае. 7 години ние бевме во ледена доба во времето на Заев и Ахмети и денеска. А па да бидам искрен, Тогаш и ковидот а и беше. предходните, а пред тие 7 Не години велам за бевме нив. во Исто се согласувам. под шепата на овие сега што се на власт. Знам, Така знам. да Но дали можеме еднаш за секојаш да се фатиме со вистински фајтери? нам ни требаат револуционерни мисли, револуционерни личности, ликови кои што ќе ја превртат работата, ќе иницираат тоа да дојде од надвор, како што сам кажува, да дојде промената од надвор, борбата против бирократијата да се наметне, да се спроведе, за да просперираме. Жан, не Иначе- водам воденицата на некоја, водата на мојата воденица или твоја слична. Зборот ми е, Трамп е против бирократијата. И ја уништи бирократијата. И јас затоа сакам да бидеме блиску до Трамп, отколку да бидеме блиску до демократите кои цело време ни наметнува промени име, промени презиме Така и е, така добро, натаму. добро, Да бидеме тоа е. објективни. Одиме од тука, се преселуваме до Техеран, со оглед дека ние сме како глобус, имајќи факт дека се најавува нова бура, што јас не би ја нарекол бура, бидејќи премиерот ли справиме, кога рече ние сме подготвени да преговараме, кога Доналд Трамп се закани. Дали имаме таму вистинска жариште и нова војна, али поагресивна. И покрај тоа што иранскиот ајатолах рече че ве срушам тотално дури Израел. Do you want to answer? Yeah, please. Yes. Јас после ќе ја покажам мапата. Ќе се Yeah. надоврзам на мапата. Yeah, Гледачите sure. да имаат представа, да? Ега кога ќе говориш ти, јас ја отворам мапата чисто да има малку географија. Да. Straits of Hormuz. Straits of Hormuz. Вака на гледачите чисто да имаат представа. Ако може. Чекај, Ивана, ова камера можеш тука? Да. Доближи, само те молам. Значи, ова е Иран, цела оваа територија. 1,6 милиони квадратни километри. За ваша информација, тоа е колку Германија, Франција, Шпанија, Португалија и Австрија заедно, значи по територија. Ивана, тука, не, ќе донесе. во Ретје, ако дојде до конфликт, ќе говориме за тоа, еве, Сем ќе ни даде нешто повеќе информации. Во овој регион, го гледате заливот овде, ова е Персискиот залив, 25 до 30% од светската нафта поминува од овој залив низ овој Мореус овде, надоле, кој што е тесен 30 на километри. Кој ќе дојде до конфликтот, ќе бидат вклучени сите овие сигурно држави, тука се Саудиска Арабија, Катар, Кувајт, Бахрейн, Оман, Јемен, Израел, Иран, Ирак, Сирија, сите тие се во оваа шема, значи чисто гледачите да имаат представа како географски стои. А сега да чуеме од Ја ќе го држам тука. од прва рака од нашиот драг пријател Сем. Повели се. So, United States has a new geopolitical strategy САД има нова геополитичка стратегија to take over the sources of oil that go to China. Да ги преземе изворите на нафта кои што одат за Кина. Not any oil. Не било кои извори на They are нафта. not going after Norway Не одат по норвешката or нафта United Kingdom. или нафтата на ОК. They are going to the countries that Сакаат supply China with oil. да се справуваат со државите кои што Кина ја снабдуваат со оружје. Number one, Venezuela. Број 1 Венецуела They took it. ја зема. Number two, Iran. 2 Иран They are going to take it. сакаат да го We'll земат. talk in a minute how. Ќе ви кажам како. And number three, Russia. И број 3 Русија. These are the three major Тие providers of се oil to China. трите држави кои што најголем дел од добро. Да, ќе држам, да. Најголем дел од нафтата ја продаваат, ја If купуваат од United States controls Russia. Venezuela and Ако Iran САД ги контролира Венецуела и Иран and separates Russia from China, и ја оттргне Русија од Кина, break the alliance between Russia and China, ја скрши, значи ова сојузништвото помеѓу Кина и which is Русија, not difficult што не е тешко. because Russia and China are enemies, Русија и Кина се непријатели, historical enemies. историски So непријатели. it's not so difficult. И тоа е тешко. Then
United States will surround China тогаш САД ќе ја опколи Кина, physically. They will put physical ships to, физички бродови ќе and постават, China will be starved for oil. а Кина ќе биде изгладнета и ожеднета за нафта. Without oil, Без нафта, Chinese economy will collapse in 2 months кинеската економија ќе колабира за 2 because they месеци. have 2 months reserves of oil. Затоа што ќе има 2 месеци резерви. This is the plan. Тоа е планот. Now, Имам уште нешто да покажам на гледачите. Iran Сега Иран is a different story to Venezuela. е друга приказна. It's much further. Малку подалеку е. It has 2,000 ballistic missiles. Има 2000 балистички ракети. It can threaten Israel and the Gulf Може states. да му закани на Израел, на заливот и така натаму. It can block the Straits of Hormuz, Може да ги блокира овој теснецот, Ормускиот which теснец, controls the Persian што го Gulf. покажавме каде што Персискиот залив почнува и така And натаму. then, of course, oil cannot come to Western Europe, И especially. каде што нафтата исто така не ќе може да оди во So, Западна in Западна Iran, Европа. the calculus is different, Значи- not like Venezuela. Кај Иран калкулацијата е поинаква, не е како кај Венецуела. In Venezuela, force. They come in, they take the Во leader. Венецуела со сила влегува, го собраа In лидерот. Iran is a different story. Иран е друга приказна. And here starts an argument between Israel and United States. И тука почнува спорот помеѓу Израел и САД. Israel wants to focus on Israel. the ballistic missiles of Iran. Сака да се фокусира на балистичките ракети на Иран, United States wants to focus on SAD сака the да се nuclear фокусира facilities of Iran. на нуклеарните постројки на Иран. Israel now is not worried about the nuclear facilities, Израел nuclear сега arms, не се грижи многу за тие because the нуклеарни damage was big. системи затоа што штетата е But голема. Israel is very afraid of 2,000 ballistic missiles. Но Израел многу се плаши од 2000 балистички The проектили. United States is worried about the nuclear option. САД пак се загрижено за нуклеарната опција што би можела Because да. theoretically, if Iran can put a nuclear weapon Што- on a ballistic missile, Теоретски нуклеарното оружје на балистички ракети може да го they стави. can destroy most of the friends of the United States all over the Middle East. Најголем дел од пријателите на САД може низ Блискиот исток да So ги there is a уништи. disagreement Тука има еден вид what to недоразбирање. focus, На што да се what to фокусира? focus on. United States is SAD not in the position to invade Iran. Не е сега во ситуација да го нападне Нападне. и Not in инвазија the да му position. изврши This на is complete Иран. nonsense. Тоа No е way to invade Iran. комплетна глупост. Нема Iraq tried for 8 years, did Тие not work. пробаа со Ирак 8 години таму. did not помош. work. Не успеа. However, the Как- United States can destroy the economy of Iran Но САД може да ја уништи економијата на Иран and try to destabilize the regime. и да го дестабилизира режимот. I think ultimately Мислам дека на крајот Iran Иран will accept the demands of the United Ќе States ги прифати regarding барањата nuclear energy. на САД во врска со нуклеарната енергија. United States will begin to do business in Iran. САД ќе почне да тргува, да работи I со think Иран. United States also will get into the oil industry of Iran. I know Иран this is, исто така САД ќе влезе во индустријата за нафта во it Иран. sounds crazy. Глупо, звучи лудо. It sounds crazy. Звучи Now лудо. if I say this, oh, this Меѓутоа, многу Vaknin мудро. doesn't know what he's talking about. Вакви не знае што збори ќе кажат. But this is where it's going. Натака се движи. United States wants control of the Iranian oil industry. САД сака да ја контролира индустријата за нафта на Иран. Engineering control, actual control, Инженерска- output control, but they want somehow to be involved. Сака да биде вклучен And they want Iran not to make nuclear weapons. и не сака Иран да прави нуклеарни These are бомби. conditions that Iran can accept. Овие се услови кои што Иран може да ги прифати. United States has $200 billion that belong to Iran. САД има кај себе 200 милиарди долари кои што Belong to припаѓаат на Iran. Иран. They're frozen. Замрзнати средства. Како They што can unfreeze, Како И русите одмрзне. and all the economy of Iran would be revived and recovered. и иранската економија ќе заживее и ќе се врати. Where Iran will not accept, Она што what Иран Iran will not accept, нема да го прифати, it will not accept any limitation on the ballistic missiles. нема да прифати ни една ограничување балистичките проектили. And here, United States will sacrifice Israel. И овде САД ќе го жртвува Израел. They'll say, okay, Мислиш? forget the ballistic missiles. Батали балистичките And they will not accept, Iran will not проектили. accept, Но што Иран нема да to прифати, stop its support да прекине со поддршката for Hezbollah, на Хезбола, the Houthis, На Хутите, all these groups that на are сите тие supported, групи кои што се historically supported by Iran. историски се поддржани од Иран. So I think the ultimate, there will be a deal.
Ќе има дил, ќе If има I have to договор. give prediction, there will not be war. Ако може да дадам една предпоставка, нема да има војна, There will be a deal, ќе има дил, but the deal will be against Israel, will be но not дилот in the interest of ќе Israel. биде против Израел. The deal will be limiting nuclear energy, nuclear arms, Ќе биде ограничување на нуклеарното наоружување, investments and involvement of the United States in oil industry, инвестиции и вклучување во нафтената индустрија во Иран, unfreezing all the Iranian assets, одмрзнување на сите ирански средства, recovery of the economy, рехабилитација на економијата, and sacrifice of the interest of Israel, на штета на Израел, жртвувајќи го Израел, which is the ballistic missile. што е се балистичките What can проектили. Israel do about И this? што тука може да направи Израел? Не, се извинам, ајде што да илустрираме што еднаш на мапата. Да, Ивана, мапата? Значи, што сакаме да кажеме, Кина е веќе економија со 20 трилиони, така беше? Yeah. Нели се ближи 26 trillion adapted to purchasing power. така, значи да се вратиме и голем дел од својата трговија го реализира во Европа, продажбата во Азија, Јужна Азија, Африка, интензивно е влезена во Африка, еве ситуацијата овде. И има секогаш проблем со овој теснец тука, не само со овој што го спомнуваме, ова е малака теснецот, кај што бродовите кои што одат за Африка и за Европа мора да поминуваат и се наоѓа во една лоша ситуација од аспект на логистика и можност за транспорт, додека другите држави, ако погледнете Америка, е отворена кон два океани, гледате, Атлантик и Пацифик, неспоредливо е со она што како пречка го има Кина во меѓународниот транспорт China и is an логистика. interesting paradox. Кина е интересен парадокс. Militarily, China is almost as strong as the United States now. Воено except е речиси со исто ниво на сила како САД. its navy is much stronger than the United States. Незината морнаница е многу посилна од американската. It has fewer nuclear weapons than the Има United States. помалку нуклеарно оружје, But more or less they're equal. но тука некаде се блиски се. Economically, Економски in 3 to 5 years, за 3 до 5 години it will be equal to the United States. и тука ќе бидат еднакви со САД. And it's much better than the United States because it doesn't have debt. И ќе биде многу подобро од САД зашто нема долгови. It doesn't have debt. Нема But долгови. let me finish. Yes, please. But Но it is 100% dependent on exports. 100% е зависна од извоз. This is the weak point of China. Тоа е слабата точка на Кина. That if you blockade China, Ако ја блокираш Кина, you block it. на Јужно Кинеско море рековме, ако се затвори и така You натаму, don't allow oil to come there. ако не дозволиш you don't нафта allow exports да to go минува, out. извоз да оди надвор и така It will натаму, collapse in weeks. ќе колабира за неколку In недели. weeks. Because this, неколку недели. it has no internal economy almost. Затоа што нема Internal economy. натрешно. Натежно. It's all. Да, имаме само 8 минути. 3 прашања кои ми остана, по 2 минути тоа 6 и по 2 минути ваши пораки. Првото што е, од 2 минути можете да се соверете. Договорот Европа-Индија. Да. Тој сојз, молим те, од 2 минути. Нешто добро од Европска унија да се чуе и види, да. Ајде, идеме. Можеме за тој сојз? Сојзот Европска унија Индија. Подпишање. It's not a Soyuz, it's a free Soyuz. trade agreement. Да, спогодба за слободна трговија, тоа не е сојуз. Where Indian and European goods get preferred treatment, preferred status treatment. Преференцијален статус ки имаат стоките кои што In, се customs. произведуваат Како Америка гледа на тоа? Индија и Кина. European Union made a big affair out of this, but it's a Там, very там. basic contract which has no. Основен no economic договор кој што implications. некакви економски импликации нема Добро. да има и уште нешто направи, нели со Меркосур државите од Јужна Да. Америка, истата приказна е и со нив склучија договор за слободна трговија и така натаму, но Slobodna trgovia simply means that your exports get lower tariff да, значи ваш тоа or износ no tariff. нема да биде царинет And или your ќе imports, биде it's not an economic fact. тоа не е некој економски Да. факт. Because tariffs are taxes. Тарифи Царински се даноци, Даноци. такси, Такси. So it's good for Europe to reduce its taxes, but it doesn't create new economic reality. Добро е даноците на Па еве, Македонија вчера ја соопштила дека единствена држава која има помалку од 10% за 60 производа кои се With the United стратешки. States. Да, имаше И спогодба да, сега подпишана. тоа треба да се поздрави, господине Жан Станаевски. Ќе се согласите со ама мене. 15% е царината која што е наметната на Ама нашите 33 другите, да не одземаме Ако, време. да, не ги Гренланд, the last question. Please, ќе можеме за Гренланд? Да, еве, се Повелете, сигурно професоре.
добри информации. Greenland was used by the United States as an excuse Гренланд беше искористено ДСД како извинување to force the Europeans да ги изфорсира европејците to pay more for NATO да плаќаат повеќе за НАТО and to create a presence in the Arctic. и да исто така влезат на Арктикот. For 20 years, the Europeans were resisting this. 20 години европејците пружаа отпор за They тоа. refused to put more money into NATO, Не сакаа да даваат повеќе пари and за they did НАТО. not create any presence, military Не presence in the сакаа Arctic. војно присуство да изградат во They said the Arctic should be Arctic- demilitarized. Арктикот треба да е демилитаризиран, кажуваа. So Donald Trump played the chess game and И forced Доналд Трамп заигра them шах to his agenda. и по негова Nothing will агенда happen in Iran. ги наметна тие опции за да можат 5% од БДП-то да биде за оружје, да не биде 2 или And now 3%. they have some presence И in да the Arctic. имаат присуство затоа што се Because they said плаши. the Arctic is not military. It should be not Затоа military. Арктикот треба да е Like the moon. демилитаризиран. Like the moon. Како месечината. Затоа Марк Руте му даде поддршка на Трамп. Yes. Така тоа беше? Rutte understands this. Rutte And го разбира, да. he is now head of the military NATO. So he Тој said, е yes, it's шеф good на news. НАТО. Познатиот војниот НАТО. киндапер на политичари македонски. Последните 5 минути, ти ќе започне со пораката или на професорот? No, you. Епа, Повели. ништо It's јас yours, camera, please. Јас ја наметнав оваа порака, дајте да створиме ликот кај нас, дајте да ја подигнеме и ние економијата, како што тоа го направи во своевремено нели Израел, како што го прават другите, да направиме нешто за да биде подобро место за живење Македонија, да не ни одат младите, да не ни се случуваат хаварии како што ни се случуваат, да има компетентност, да има стручност, да има квалитет, да има знаење, оној што ќе се зафати со државна работа, да државата му помага на населението, да му служи, бирократијата да работи за нас, а не ние за нив само. И не само да плаќаме за нив, а да бидат тие паразити и да цицаат од нашите даноци кои што ние со тешка мака ги заработуваме. Така да мојата порака оди во тој правец, сите да ги впрегнеме силите да го направиме тоа еден вид реалност и да почнат да се враќаат. Како што викаше нашиот премиер, се враќаат македонците од странските држави, од диаспората и така натаму. Не сум баш толку убеден дека Да некој ќе се охрабриме врати. сепак. Но ајде да кажеме дека ако се створат услови, тогаш тие би се вратиле нормално. Тие сакаат да видат услови, а не да се мачат. Систем барат. И систем и поредок и Make Macedonia great again. Тоа е добро. It was never great. Make Macedonia Macedonia great again. great at all. Great for the first time. Да направи Македонија да биде силна, пошто не била силна никогаш, туку да биде силна. И единствена, единствена. I think you are stronger. I think you are stronger than you think. Мислам дека сте посилни се Because you survived. Затоа што Many countries, Преживувате. many nations would not have survived. многи држави, многу You're very нации small, немаше да few, преживеат. Беа многу мали и така. Surrounded by enemies. Обколени absolute со enemies, непријатели, да. who were challenging your identity. Кои што го ставаат вашиот идентитет во прашање. And here you are. И еве сте тука. You're alive, you're well, you have a country. You have a... Да, уште So, како be a беше? bit more, Жилов be a народ bit more сме. optimistic. Ние You сме know? оптимистични. Сме и жилов така народ. Yes. Само колку мина Ама и само ништувачки. Resilient. English, отпорен. resilient. На англиски е отпорен, значи, отпорен народ. Само зашто е таа зла крв, таа мисла, тоа... И заборавив уште да се откочи евроинтегративниот процес. Listen, everyone is discriminating against you. Everyone is attacking Сите you. ве дискриминираат, ве The Greeks, the напаѓаат. Bulgarians, the European Бугарите Union. бараат They- нешто, ЕУ бара, Грчиштата бара, нели 30. Значи треба обединување на you македонски. become bitter. Вие станувате огорчени, You become angry. љути, He's angry that everyone фрустрирани и You are резигнирани, значи се You're вика по. mistreated. Вие сте злоупотребени. My expertise, I'm professor of psychology. Јас сум професор психологија. And when we see children that are mistreated all Кога the time, гледаме децата дека се злоупотребени, дека се they малтретирани, are not optimistic. не се they're оптимистични, angry, they're bitter. љути се, They're inside, not outside. горко им е, значи Интровертни, се Introverted. интровертни стануваат, You have bad neighbors. имате That's the main лоши issue. лоши комши. Ама кога ќе се обединиме, можеме да ги победиме. You're here. Ние сме Вие сте тука. You're here. Но еве уште една Ајде. дали со откочувањето на евроинтегративниот процес ќе се постигне нешто. Еве ти сам што мислиш? Дали со или тоа ќе биде уште еден услов, па после уште еден друг услов и така натаму нашата вечна борба со ветерниците. European Union does not want Macedonia. EU How не- many years will it take you to Браво. understand? Јас морам ова да ти дадам. Ево, не ја How сакам. how many years you need? Не How ја many сакам times a Македонија. woman? How many times a woman has to reject you? Да, before колку пати you- жената треба да те те одбие одбие, за да сватиш дека не те сака повеќе. А што ни фали, ние сме на добрите, убавите конаци. Rely on the outside for Значи- ideas
Ослонете се на идеите outside од for надвор, ideas, but not for anything else. но не за друго нешто. Not for your existence, Не за not for your вашето independence, not for your живење, money. за not for- независноста, за парите. Never be dependent on the outside except Никогаш немојте да бидете зависни Ideas. од оние надвор, Take освен ideas. од идеите. Земајте идеи, грабајте идеи и така натаму. Israel is not dependent on anyone outside. Израел не зависи, освен од САД, биде се But реален no. Assad па да им is кешира giving пари. Israel $3 billion. What is $3 Му billion? дава 3 А може да го милиарди. пожртва. Economy is Може да го 1,000 billion. жртвува. Економијата Може да го е жртвува се за Иран, за да направи трет. Israel is not dependent, trust me. Israel It's not не dependent зависи because од the money that is getting from the United States, it's using in the United States. It's, Парите што доаѓаат од САД се Такси. користат назад, враќаат во but the САД. Jews are always open to learn from other people. Евреите секогаш учат од други. Always take ideas. Секогаш always, земаат идеи, крадат занает, што би рекле кај нас. Професоре, многу ти благодарам што беше вечерва со нас Thank you for и having me. со нашата публика. Благодарам јас. Жан, многу ти благодарам што ја збогати емисијата и двајца геополитички аналитичари дадовте на реална слика, почитувани без нарцисуидност. Ја реков, никогаш не сум претенциозен. Тоа сум јас, тоа сте вие. Благодарам до отецот Игор, денеска го сретнав од црквата Свети Јован во Бутел, идејќи на телевизија, со тоа што духовноста е таа што вас ќе ве обстои. А духовноста тоа значи, почитувани, да си ја сакате таткоината, верата ваша. Ако немате верба, тогаш сте како фотографија без сонце. Ќе го спомнам Жан Моне, еден од архитектите на Европската Унија, вели: Европа ќе се создава во кризи, ќе биде збир на решенија донесени за тие кризи. И конечно ќе го спомнам и Леонардо Вајс, кој вели: обединетите држави се создаваат преку договор, империите се создаваат кога договорот станува пречка. Да немаме пречка меѓу нас, почитувани. Заборавите ги тие што викаат државата сум јас, партијата сум јас, тоа е тоа сенката на Зоран Заев, што не ми е жал да ги спомнам Венко Заев и тие работи. Тие се мали епизодчиња. Луѓе, верувајте ми, заборавите ги сите. Мислите во вас, мислите во вашите синови и керки да си останат дома. Бите живи здрави. Тоа беше Сем Вакнин и Жан Станоевски, геополитички аналитичари. Еве ве почастивме со една прекрасна тема за оптика и геополитичка илузија. Да додадам, Молим те. ова може би тројка најубавата емисија до сега. Благодарам. Че Ќе се сложите, да. И поздрав до гледачите. Ви благодариме за вашето време и се надам нешто дознавте од она што го говоревме овде и беседевме толку долго. Да, утре ќе ги посетиме куќите, ја така ги викам, на нашите починати и да се помолиме за нивниот живот во Царството Небесно. Пријатна вечер. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.